што имав можност да имаме работна посета и средба со градоначалникот на општина Битола, меѓутоа и во секторот за внатрешни работи во Битола. Тоа е практика наша која што ја восстановивме се со цел да разговараме веќе за темите кои што не се заеднички интерес, посебно врската помеѓу локалната заедница и македонската полиција е нешто што треба да го јакнеме во наредниот период, заради тоа што само преку таа силна врска помеѓу граѓаните и македонската полиција ќе расте довербата, меѓутоа ќе се зголемува безбедноста, затоа што безбедноста и во Битола, меѓутоа безбедноста и во Македонија не е само МВР. Безбедноста се сите институции, меѓутоа безбедноста се и самите граѓани. Затоа е многу важно да се работи континуирано на зголемувањето на безбедноста, на подобрувањето на условите кои што ќе создадат подобра безбедност. Задоволство ми е што денеска имав прилика да разговараме околу резултатите на локалниот Совет за безбедност во сообраќајот и тие резултати веќе во 2018 година се видливи. Имаме значајни намалувања на сообраќајните прекршоци, што е дополнителен мотив за сите нас во делот на работењето и превентивно, меѓутоа таму каде што не може да ни помогне превенцијата, секако дека имаме и репресивно делување. Второ, задоволство е што денеска Советот на општина Битола донесе одлука за формирање на локален совет за превенција. Тоа е нешто што е многу важно, многу потребно да делува заедно и тоа меѓуресорски, не само Министерство за внатрешни работи и локалната заедница, тука се вклучуваат и невладиниот сектор, образовните институции, социјалните институции, верските заедници, да отвараат теми кои што се од исклучителна важност за добрите односи во општината и за промоција на многу вредности кои што ќе го подобрат и начинот на однесувањето, меѓутоа и зголемувањето на безбедност. Во рамките на разговорот со моите колеги во секторот за внатрешни работи, најпрво направивме една промоција на она што го направивме за секторот за внатрешни работи во Битола и продолжуваме понатаму со нашите активности под мотото Опремена полиција безбедни граѓани. Ние поделивме од буџетот на Министерство за внатрешни работи средства за реконструкција на зградата на секторот за внатрешни работи во Битола. Тоа се околу 7 милиони денари и самите сте сведоци дека веќе таа зграда има нов лик. По информациите кои што ми ги дадоа во секторот за внатрешни работи се случува такво нешто после 50 години и мене ми е задоволство што ние како Министерство за внатрешни работи можеме да допринесеме да се создадат и подобри услови за работа на вработените, меѓутоа и подобри услови за остварување на своите права и граѓаните на општина Битола. Разговаравме за безбедносната состојба, која што е исклучително поволна на територијата или подрачјето на секторот за внатрешни работи во Битола. Резултатите се поволни, сакам да истакнам дека секторот за внатрешни работи Битола во 2018 година ги има најдобрите резултати во однос на сите изминати 5 или 6 години во минатото. Имаме постојано намалување на криминалитетот, односно кривичните дела и енормно зголемување на ефикасноста во работењето на полицијата. И тоа се параметри кои што за мене како министер беа клучна цел, пренесени преку мене до раководството на секторот за внатрешни работи и тоа треба да продолжи во иднина. Значи, ние можеме да бидеме задоволни дека имаме еден позитивен тренд, меѓутоа таквиот тренд треба да продолжи сега оваа 2019 година и јас очекувам дека сите овие активности кои што ги преземеме, опремувањето на македонската полиција, реконструкцијата на објектите, практично создаваат многу подобри услови за работа, добра мотивираност за македонските полицајци, на тоа зголемено активирање во односите помеѓу локалната заедница и секторот за внатрешни работи ќе допринесе секако за уште една поголема безбедност. И еден од заклучоците од овој состанок како задача која што си ја зададовме за идниот период со градоначалничка на Битола и со началникот на секторот за внатрешни работи е веќе стапуваме кон изготовка на еден
проект за обезбедување во градов преку видеонадзор, односно така наречено Safe City за Битола. Значи да направиме проект и да можеме тоа да го реализираме во наредниот период. Тоа ни е задача која што си ја зададовме денес. Јас очекувам дека ќе бидеме сите максимално ангажирани во овој правец и ќе реализираме на таков заеднички проект. Во историја се најавува